Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во најновото издание на ВМРО ДПМНЕ зборува, пратениците зборуваат. Денес, април 2025 година, 300.000 пензионери земаат поголема пензија за 5.000 денари. Ова е ветено предизборно ветување. Почитувани, како стигнавме до реализирање на ова предизборно ветување и како истото ќе биде одржливо во иднина, ќе разговараме вечерва на оваа тема. Вечерва ќе зборуваме за улогата на собранието во грижата за пензионерите, со пратеничката Весна Ѓоргиева, која ни доаѓа од градот во Тиквешијата. Градот со изменето средоземноморска клима, град кој како заради овие климатски услови и поволната местоположба има традиција во производство на квалитетно вино и ракија. Таа ни доаѓа од градот Кавадарци. Добре дојде, Весна. Добро ве најдов. Ние би сакала да денеска повеќе да разговараме на темата за тоа што значеше она линеарно зголемување на пензиите. Што значеше тоа за пензионерите? Вниманието кое тогаш како опозиција го дадовме на пензионерите и секако со даденото ветување вроди плод да тие денес во април месец земаат за 5.000 денари поголема пензија. Но најнапред, пред да почнеме за сите детали да зборуваме, да го запазиме и процесот за тоа, накратко, како беше носењето на законот во собранието, каква беше улогата на собранието за зачувување на интересите на пензионерите? Најпрво да ви посакам добро вечер. Се чувствувам многу пријатно во оваа атмосфера, посебно со вас, драга колешке Бети. И да ви кажам дека доаѓам од сектор каде што работев долго време со идни пензионери, работев во фондот на пензијско инвалидско осигурување и навистина ми е драго и се чувствувам многу добро што го донесовме овој закон. Во овој парламентарен состав го донесовме, можеме да кажеме, еден од најзначајните закони кои се однесуваат на пензионерите, односно законот за линеарно покачување на пензиите. Со овој закон беше донесен по скратена постапка, се со цел за побрзо да се овозможи исплата на пензиите, односно зголемување на пензиите за 2.500 денари во септември и сега што го добија пензионерите во месец март уште 2.500 денари. Со овој закон што го донесовме во собранието по скратена постапка, прво беше ставено одложено, односно со член 18 став 3 од законот, вон сила беше ставено системското уредување на покачувањето на пензиите. Тоа беше вон сила ставено за период од 1 септември 2024 до август месец 2025 година. Што значи дека, да го објаснам поедноставно, за да на гледачите да ми биде појасно, што значи тоа. Линеарното, системското покачување значи зголемување на пензиите, односно усогласување на пензиите според растот на просечната плата во Република Македонија и растот на просечните трошоци. И затоа ова системско решение беше ставено во мирување, одложено и се донесе закон по скратена постапка каде ќе има зголемување на пензиите за 2.500 денари на 1 септември, односно со исплатата на септемвриската пензија и 2.500 денари со исплатата на мартовската пензија. Веќе пензионерите го добија и навистина верувам дека се задоволни. Со ова наша одредба, што ја донесовме во парламентот, ние како пратеници и јас како пратеничка се чувствувам доста гордо. Зошто? Затоа што овозможивме на пензионерите подобар животен стандард, подобри услови за живење. Тоа ни беше, како што кажевте и вие, наше предизборно ветување, кое што во главата грижа за пензионерите од нашата
платформа 1198 се вети дека во првата година од владењето на ВМРО-ДПМНЕ ќе се покачат пензиите од 5000 денари. И на вистина тоа се случи уште во првите 9 месеци. Пензиите се покачија за цели 5000 денари. Така. Што ме радува посебно? Ме радува посебно во тој дел дека најниските пензии, оние што се со најмалку примања, добија покачување од 5000 денари. И со гордост можам да кажам дека сега најниската пензија со исплатата во пензиите во месец март изнесува 18192 денари. Сметаме дека пензионерите многу протестираа во минатото. И тие имаа своји барања и најчесто излегуваа со овие барања да има линеарно покачување, бидејќи нели претходно имаше одредено минимално покачување, но тоа за нив беше навистина минимално, бидејќи според некои бројки кои што јас успеав да ги сретнам и сме сите запознаени, 80% од вкупниот број на пензионери во Македонија зимаат минимална или пак пониски пензии и за нив тоа процентуално зголемување и не те како влијаеше на подобрување на животниот стандард. Најниските пензии не чувствуваа со 300 најмногу до 500 денари зголемување, а на вистина сега овие 5000 денари, владата на ВМРО-ДПМНЕ е предводена од Христијан Мицковски, премиерот, на вистина го исполнија даденото ветување за пензионерите. Така. И сето тоа нели ќе влијае на зголемување на куповната моќ на пензионерите, сигурно, да уживаат подобро во пензионерските денови. И сепак за еден пензионер со најниска пензија 5000 денари многу му значат. Така. Сега сето ова кое што ние нели го направивме заедно како тим, како што велите предводени од владата, предводено од председателот Христијан Мицковски. Јас би сакала сега да прашам зошто тоа порано, например, не се правело? Каков е пензискиот систем во Република Македонија? Дали тој како систем може да го издржи сето ова? Нели се поставуваат повеќе прашања? Сега ќе ви одговорам во врска со ова прашање. Не знам зошто не го направиле претходната власт, сигурно немале слух за ова. Или немале интерес. Подобро кажано, точно. Да напоменам дека пензискиот систем се составен од пензиско-инвалидско осигурување на доброволна генерацијска солидарност. Тоа е едно и капитално финансирано пензиско осигурување. Што значи тоа? Тоа значи дека нашиот пензиски систем е составен од 3 столба, 3 вида, односно познат меѓународно 3 столба. Првиот пензиски столб е столбот каде што имаме задолжително пензиско-инвалидско осигурување на генерацијска солидарност. Да го објаснам малку поедноставно што значи тоа. Тоа значи дека сегашните осигуреници со своите придонеси што учествуваат во плаќањето на придонесите за пензиско-инвалидско осигурување ги финансираат исплатите на пензиите. Со тоа се учествува, со тој процент се учествува во делот на исплатата на пензии. И можам да напоменам дека во првиот пензиски столб, задолжителниот, се изнесува 12,80% од вкупното бруто исплатена плата на вработен. Односно, тоа е вкупно се исплаќа 18,80%, а во првиот фонд оди 12,80%. Вториот пензиски столб е задолжително, и тој е задолжителен, капитално финансирано пензиско-инвалидско осигурување. Тоа изнесува 6% и тоа се средства кои се оделуваат на индивидуалните сметки на секој осигуреник. И тие се лични негови средства. И третиот пензиски столб,
кој што многу не функционира, мада функционира за некои осигуреници, тоа е доброволниот. Секој сам си одлучува дали ќе си врши дополнително во третиот, ќе си вложува средства во третиот пензиски столб. Така, верувам дека овој пензиски столб ќе биде многу поактивен во идно време, заради тоа што и tekako работиме заеднички на темата подобра економија, повисок животен стандард, поголеми плати за граѓаните и сето тоа ќе доведува кон едно раздвижување на економијата, а тоа и tekako ќе се рефлектира нели во иднина кога и нашиот ред ќе дојде да бидеме пензионери. Да. Е сега, дали во моментов, дали сега овој период е стабилен пензискиот столб? Па, слобожно можам да кажам дека е стабилен. Исто така тоа го потенцира и премиерот Христијан Мицковски во еден брифинг со новинарите, каде што истекна дека пензискиот фонд е стабилен. А може би ќе речете зошто има дупка во првиот пензиски столб. Тоа е и нормално во ситуации кога се врши реформа на пензискиот систем, кога што ние реформа ја започнавме 2003 година, 2002, тој период почна, каде што се формираат овие три столба. Нормално, се додека се одлеваат средства во вториот пензиски столб, а вториот пензиски столб се уште не почнал да испорачува од тие средства во исплатата на пензиите, сметам дека ќе постои таа дупка. Во другите држави каде што има вакви реформи, истото се случува. Не е да речеме само кај нас таа дупка, сега почнува да се исплаќа минимални износи, односно вториот пензиски столб да учествува со свој дел во исплатата на пензиите, но тоа е многу малку. Очекуваме за 6 до 7 години вториот пензиски столб во исплатата на пензиите да учествува со многу поголем дел, така да и таа разлика, односно сега што ни се јавува така наречената дупка во пензискиот прв столб, ќе се надмине. Така, дали тоа треба граѓаните да ги загрижува како крајни корисници, пензионерите? Пензионерите не треба да ги загрижува. Ќе кажам дека пензионерите треба да бидат слободни во тој дел, односно да слободно да си размислува, да си ја користат својата пензија. Владата работи на тоа, гарантира за исплатата на сите пензии, така знаеме дека секој први се исплаќа и така и овој први и наредните исплати на пензии се во ред, ќе бидат се обезбедени средства, со буџетот се планирани околу 105 милиарди денари средства за пензионерите, така да пензионерите кои нема простор за грижа, да бидат слободни, односно да си ги уживаат убаво пензионерските денови. Така. И сега, пред прошлата година имав една можност да бидам гостинка во парламентот во Франција, на Француската република, и тогаш таму имаше една дебата за старосната граница со измени законски кои се вршеа тогаш. Да не навлегуваме во нивната ситуација, некако многу често и помеѓу граѓаните вака во контактите со луѓето се зборуваше на таа тема, а исто така имаше и фискалниот совет каде што кој предлагаше зголемување на старосната граница за одење во пензија. Дали се предвидува ново законско решение кое ќе се однесува на зголемување на старосната граница и нешто околу таа? Да. Во врска со фискалниот совет што го спомнавте, истите тие предлагаа да се зголеми старосната граница и тоа веднаш да се зголеми на 67 години. Ваквите мерки се нефункционални и се мерки што даваат резултати на кратки стази, да не речеме, краткорочно. Зошто го велам ова? Ова го велам затоа што пракса во сите земји каде што се зголемува старосната граница за одење во пензија, а порано тоа не знам колку се сеќаваат нашите гледачи, дека и кај нас беше случајот, старосната граница не може нагло
да се зголеми од 64, еве како кај на сега, да оди на 67. Тоа се врши малку поинаку. Секоја наредна година се зголемува за 3 до 6 месеци, 3 или 6 месеци за зголемување на старосната година. Ако оваа година, например, се оди со 64 години старост, наредната година тоа да биде со 64 години 3 месеци или 6 месеци, зависи од законот кој ќе се донесе. Не можеме ние сега на некој пензионер што од година чека да оти во пензија, да му кажеме дека ќе оди после 3 години. години. Тоа не е функционално. Мислам, сите очекуваме и сите се стремиме кон тоа веќе кога ќе дојдат годините да се одиме на заслужена пензија. И затоа не сметам дека не е функционална ова идеја на фискалниот совет што ја даде, што ја предлага, а и краткорочна. Нема да даде резултати такви како што они сметаат. И сега, поврзано со сето ова законско решение кое го донесовме минатата година, нели грижата која што ја правиме за пензионерите постојано, како ќе се одвиваат работите од 1 септември 2000 година па понатаму? Во 26-27 година? Точно. Сето тоа, зголемување и усогласување на пензиите ќе има. Треба да ни е јасно на сите, но колку ќе биде тоа усогласување и зголемување многу зависи од секојдневното економско работење на нашата држава, од економијата и приходите во државата. Но гледајќи ја работата на владата, предводена од нашиот премиер Христијан Мицковски, како претежно и најмногу работи на зголемување на економијата, сметам дека и tekako ќе има добри услови за покачување на пензиите. И нашите пензионери треба да бидат сигурни во исплатата, како што реков и претходно, на нивните пензии. Така. Ова истото важеше и за наставниците, каде се зголемува и нивната плата. Се одреди минималното, да кажам, зголемување, но се даде и едно ветување дека доколку буџетот и самите приходи во државата, економијата оди на нагорна линија, тогаш тоа ќе значи и секако и самиот повеќе за сите граѓани. Па и самиот домашен бруто производ растот оди по нагорна линија, се надеваме и веруваме со посветеноста на работата на нашата влада дека тоа покачување ќе биде така. И сега, кога станува збор за пензии, нели? Така. И сите како што се подготвуваме, нели, во мислите, да речам, за одење во пензија, кои се условите да се остварат права од пензиско и инвалидско осигурување? Кои се условите на еден човек, нели, на дама, на еден господин, за да одат во пензија и да уживаат во тие пензионерски денови? Животот е таков, годините минуваат, работиме, живееме, твориме, но сепак годините си доаѓаат и се спремаме за трета доба пензионери. Точно, нашиот пензиски систем предвидува повеќе видови на права од пензиско и инвалидско осигурување. Тоа е правото на старосна пензија. Тоа право на старосна пензија, знаеме сега какво е, се остварува на 62 години жена, кога наполнува старост, и 64 години маж, со најмалку 15 години старост. Работно искуство. Работно искуство. Извини, работно искуство. Тука сакам да напоменам дека е многу важно. Осигуреникот најмалку треба да има 15 години работен стаж. Така. Кај нас, знаеме, во периодот на транзицијата многу наши осигуреници, односно работници, не им беше платен придонесот. И така да сакам да напоменам и да го истакнам ова на јавно, да ги ослободам од грижи оние што немаат наполниле старост, а немаат 15 години работен стаж. Што значи дека со законот е дозволено до исполнувањето на 15 години работен стаж, независно од староста, тие ќе останат во работен однос. Така.
Исто така, друго право е правото на инвалидско осигурување. Тоа знаеме дека луѓето што во текот на својот работен век имаат некои си заболувања, имаат право на инвалидска пензија. Правото на инвалидска пензија се остварува во зависност од тоа колку е возраста на осигуреникот и многу што треба да има пензиски стаж за да оствари право од инвалидско осигурување, треба да има 12 години старост. 12 години работен стаж, и 45 години живот. Така. Исто така, друго право е правото на професионална рехабилитација на осигурениците, што значи дека може да отиде во пензија инвалидска, таа професионална рехабилитација што ја велиме ние, пензија се дава во рок од 1 до 2 години, зависи од како ќе го утврди комисијата, со цел за да може повторно, кога ќе се подобри неговата здравствена состојба, да се врати на работа. Ова Весна е како нешто пред инвалидска пензија или Не, тоа не се врзани? Тоа се врзани инвалидска пензија, само не се додава процент на инвалидност така. За овие осигуреници, со цел се смета дека тие здравствената состојба ќе им се подобри, па да можат после и сметам дека и во овој дел треба да и работиме на тоа со Министерството за труд и социјална политика, да се изменат некои делови во овој дел од законот што се однесуваат. Исто така, друго право е право на телесно оштетување, што значи дека некој од осигурениците во текот на својот работен век, кога е во осигурување, има право да прима надоместок за телесно оштетување. Колкав ќе биде надоместокот, тоа зависи од комисијата, инвалидската комисија, комисијата на лекари што го дава тој наод и обично од тоа се исплаќа во парични средства. И ако инвалидноста од 50, 60, 70, 80 и натака има и до 100%, тоа е веќе кога имаме тешки заболувања. Да. И правото на семејна пензија, тоа е право кое што знаеме сите на починат осигуреник или корисник на пензија, неговите деца или неговата сопруга, ако не е во работен однос или децата се уште учат до 26 години, да ја користат семејната пензија од починатиот осигуреник, односно од починатиот родител или пензионер ако бел. И последното тоа е правото на најниска пензија. Тоа е тоа што го кажавме пред малку. Тоа е право кое што пензијата не смее да биде пониска од најниската пензија. И сега, со последното покачување во март, како што кажав, таа е 18.192 денари. Така. Нека создаваме заеднички сите услови за таа вредност на најниската пензија постојано расте, постојано да се зголемува. Како што кажавте, соработувате со Министерството за труд и социјала. И сите тие соработки кои што од вашата област ги правите, исто и јас образование, нели, како што ни е професијата, даваме максимален придонес во тоа да се подобруваат условите и да одиме напред, што би се кажало. Ние мора младите да ги учиме, да бидеме пример за тоа дека треба да се има постојана грижа за пензионерите. Таа е наша заедничка грижа, бидејќи за многу брзо време сите ќе станеме пензионери. И добриот пример ќе се остава на генерациите позади, дека навистина треба да имаме заедничка грижа за пензионерите, што како впрочем и вие кажавте, активно се работи и во Собранието на Република Македонија. Јас како пратеник, а со професија која што долго време сум работела во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и претежно во делот за решавањата на правата на пензионерите, и како сум заинтересирана и имам дадено доста сугестии и предлози во делот на измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, се со цел да се подобри начинот, условите и на пензионерите и зголемувањето на пензиите, за да можат сите да уживаат во таа трета доба.
Благодарам, Весна. Благодарам за Благодарам и вечерашното гостување. Ви благодарам и вам. Почитувани, да даваме добар пример и да се грижиме за пензионерите. Бидејќи утре сите ќе бидеме пензионери, а и долги години да си ја Се користиме користиме сите пензијата, да. пензијата. Ви благодарам и до следното гледање. Довидување.